Денеска православната црква ги празнува Соборот на светите 70 апостоли, Светиот Евстатий архиепископ српски, евнухот на царицата Кандакија и преподобниот маченик Онуфри Хиландарец. Собор на светите 70 апостоли. Освен 12 големи апостоли, Господ избрал уште и 70 други мали апостоли и ги испратил да го проповедаат Евангелието и тоа. Пред себе по двајца во секој град и место велејки. Ете, јас ве праќам како јаганца меѓу волци. Но како што еден од 12 Јуда отпаднал од Господа, така и некои од овие 70 се откажале од Господа, не со намера да го издадат, туку според човечката немоќ и маловерието. И како што местото на Јуда било пополнето со друг апостол, така и местата на овие биле пополнети со други избраници. Овие апостоли се труделе во истата работа како и 12 големи апостоли. Овие апостоли се труделе во истата работа како и 12 големи апостоли. Им биле помошници на 12 мината во ширењето и утврдувањето на Божјата црква во светот. Претрпеле многу маки и штети од луѓето и од ѓаволот, но нивната цврста вера и топла љубов кон воскреснатиот Господ ги направила победници на светот и наследници на Царството Небесно. Tenena, tenena, terirerem, tenena, tenenanem, terirerem, teririrerem, teririrerem, tenena, tenena.
Светиот Евстатий, архиепископ српски. Роден е во будимската енорија од богоплашливи родители. Како млад се замонашил во Зета, па преминал на повисок подвиг во Хиландар. Со тек на времето постанал игумен хиландарски. Како игумен бил избран за епископ зетски, а по известно време и за архиепископ српски. Бил многу добродетелен маж и управувал со Христовото стадо со ревност и со љубов. Мирно се упокоил во 1279 година во старост, извикувајќи пред смртта: "Во Твоите раце, Господи, го предава мојот дух." Неговите мошти почиваат под храмот на Пеќската патријаршија. Евнухот на царицата Кандакија. Апостолот Филип го крстил овој црнец и евнух. По крштевањето евнухот се вратил во својот дом и почнал да го проповеда Христа. Тој бил првиот апостол на верата меѓу црнците во Етиопија. Завршил маченички и се удостоил за Царство Божјо. Преподобниот маченик Онуфри, хиландарец. Во својата младост се налутил на родителите и пред турците изјавил дека ќе се потурчи. Веднаш потоа се покајал за тие зборови и отишол во Хиландар каде што и се замонашил. Мачен од совеста, тој се решил на мачеништво. Затоа со благослов на својот духовник отишол во Трново каде што им се јавил на турците. Се изјаснил како христијанин, го исмеал Мухамеда и заради тоа бил исечен на 4 јануари 1818 во 32-та година од својот живот. Телото на овој духовен витез не е сочувано затоа што турците го фрлиле во морето. Достойно